Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а пред да ги чуете содржините од ова ново издание, еве го и првиот прилог. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека тој би бил најсреќен човек доколку на 24 јуни биде усвоен извештајот на известувачот на Европскиот парламент Томас Вајц за Македонија, но напомена дека деновиве добива информации за повторни жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада, дека доколку тој извештај биде изгласан, тоа би можело да ги радикализира проруските структури против сегашната проевропска влада на Бугарија. Тоа доволно ви дава одговор во каква состојба е една членка на Европската Унија и која во суштина го попречува евроинтегративниот процес за кој од опозицијската СДСМ или генерално од опозицијата се подготвени на слепо само да подпишуваат. Замислете кога би биле така непромислени и лековерни политичари, каде би бил крајот? Но ние ќе се бориме, ќе продолжиме да се бориме и дел од членовите на АФЕТ и европратениците ни даваат голема поддршка, нагласи Мицкоски. Премиерот дополни дека за нас е доволно што конечно излегла на површина вистинската бугарска стратегија. За нас е доволно што конечно излезе на површина вистинската причина и стратегија која доаѓа од нашиот источен сосед, а тоа е создавање на сегашна македонска нација со сегашен македонски идентитет, кој го говори својот сегашен македонски јазик, а кој почива на бугарски корени, изјави Мицкоски. На предлогот на известувачот Томас Вајц, АФЕТ на 4 јуни го одложи гласањето за усвојување на предлог извештајот за земјава за 24 јуни со образложение дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои зад документот, зад кој во преговорите и компромисите, како што рече, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Ова е извештај на Европскиот парламент и на Европската Унија. Овој извештај нема намера и нема за цел решавање на билатерални прашања помеѓу Бугарија и Македонија. Сепак знаеме дека се работи за билатерални односи, но исто така да речеме за владењето на правото, за третманот на малцинските заедници и така натаму. Затоа би сакал да побарам одлагање на гласањето по овој извештај за 24 јуни, порача Вајц минатата недела. Во врска со можноста за средба на претседателката Гордана Силјановска-Давкова и бугарскиот премиер Росен Жезљаков на маргините на самитот на НАТО следната недела, Мицкоски изјави дека доколку постои таква иницијатива, секако треба да ја прифатиме, но и таа треба да потекне од оној која предложи самата средба на високо ниво, односно од претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Jaz nigde nemam videno toliko ljubava. Ko snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Makedonka su, duša
ćeš, devojko, od koja zemlja dalečna, jas nigde nemam videno to kubava. Snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljubav i mi kažuva. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Судьби
Обвинителството бара ефективен притвор за поранешниот директор на онкологија Нино Васев, додека неговата одбрана инсистира на слобода. Во апелацијскиот суд Скопје се одржа јавна седница по жалбите на одбраната на обвинителството за мерката куќен притвор на Нино Васев, поранешен директор на клиниката за онкологија, обвинет во предметот онкологија. Обвинителството бара укинување на куќниот и определување ефективен притвор со образложение дека само таква мерка ќе обезбеди присуство на обвинетиот и непречено водење на постапката. Од друга страна, одбраната на Васев инсистира дека тој треба да се брани од слобода. Степенот на сомневање е висок, а се работи за сериозни кривични дела. Единствената соодветна мерка е ефективен притвор, истакна обвинителката Фатиме Фетаи. Таа додаде дека има реална опасност Васев да се даде во бегство, имајќи ги предвид тежината на делата и висината на можната казна. Наспроти тоа, Васев пред судот побара фер судење и рече дека досега соработувал со сите институции. Се појавив пред анкетната комисија, дадов искази во истрагата, не сум се обидел да избегам, барам да се бранам од слобода, изјави Васев пред судот. Неговиот адвокат Никола Ставрев истакна дека обвинетиот досега покажал коректно однесување и дека не постојат услови за ефективен притвор. Обвинителството го заснова барањето врз обем на докази што немаат вистинска тежина. Васев не е бегалец, туку пензионер, татко и досега неосудуван граѓанин кој совесно се соочува со постапката, рече Ставрев. Во случајот онкологија, основното јавно обвинителство поднесе 2 обвиненија против 2 поранешни директори и 4 лекари-онколози. Нино Васев е обвинет за злоупотреба на службената положба, измама во службата и проневера во службата, со што според обвинителството државниот буџет е оштетен за над 2,2 милиарди денари. Апелациониот суд треба да одлучи дали ќе се уважи барањето на обвинителството за ефективен притвор или ќе му дозволи на Васев да се брани од слобода. Farman, i ja ste dojda
tebe, of aman, kolku pirija kebaraš. На пресконференција на владата беше соопштено дека одморалиштето Пониква ќе прими пациенти од трагедијата во Кочани, а се подобруваат условите за пациентите и во Кочанската болница. Докторката Катерина Панич-Мирчовска, вршител на должност директор на Општата болница Кочани, информираше дека во соработка со владата донесени биле потребните креми за апликација на изгорениците. Првата пратка веќе пристигнала во болницата и дел од неа во одморалиштето на Пониква. Стигнати биле и лепенки што пациентите долго ги барале. Првата пратка броела 95 лепенки. Веќе биле подпишани договори со градската општа болница 8 септември за пулмолози. Се работело за списоци со пациенти на кои им е неопходен преглед кај пулмолог. Панич-Мирчовска нагласи дека ќе се направи список на потреби, распоред на пулмолошки прегледи, што ќе се одвиваат во Општата болница Кочани. Во однос на компресивната облека можам да ги кажам првите искуства од терен. Значи веќе на 58 повредени им е дадена компресивна облека и тие ја носат. Веќе имаме видливи позитивни промени на самите лузни, истакна таа. На плюс други 14 лица им биле направени мерења за носење компресивна облека. Најавата на представниците од компанијата од Германија и на представници на представништвото во Бугарија ние дека за 2 недели повторно ќе дојдат да ги видат позитивните или негативните забелешки што ги имаат повредените во однос на компресивната облека. А во однос на мерките и доколку се соодветни кај сите, ќе почне процесот на изработка на вториот пар на компресивна облека, а ќе им биде доставена и првиот пар компресивна облека на тие на кои им се земени мерки во текот на оваа недела, појасни Панич-Мирчовска. Таа рече дека компресивната облека им дозволува да можат да ги извршуваат вежбите на физикална медицина, овозможува да се вршат секојдневни активности, а додаде и дека тоа е дополнителна заштита и од сончевата светлина, бидејќи тие користат заштитен фактор 30 во самиот материјал од кој што се изработени. Во текот на престојот на Пониква за оние кои се во училиште, во план е да има средба и со нивни наставници, педагози и психолози од нивните училишта. Оди звездо,
zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde, zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde, zvezdo moja, odi tamo zaspi. Temnej tamu Temnej tamu, zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda begam. Temnej tamu, zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda begam. Blaze tebe, blaze tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe, zimo ladna, sigo imaš snegod. A pak mene, zvezdo moja, što ke mi je život. I to što go ima v zvezdo, i go tado psijot. Blaze tebe, zvezdo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски.
За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Свири мајсторе, нешто за срце. Ова вечер до забајле да упуваме. Ајде мајсторе, лудо нека е. Овој чумус да се памти, да и остане. Нина насвири силно, ей, распали опа и па. Опа, 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 Нина наиграјмо ме, развесели ме. Опа, 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 Нина насвири силно, ей, распали опа и па. Опа, 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 Нина наиграјмо ме, развесели ме. Дојди мајсторе, тука пред мене. Се што имам, ќе ти дадам, ала да ти е. Свири мајсторе, ноќта наша е. Свири дури, жива вода, не се скориме. Опа, 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 Нина насвири силно, ей, распали опа и па. Опа, 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 Нина наиграјмо ме, развесели ме. Опа, 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 Нина насвири силно, ей, распали опа и па. Опа, 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 Нина наиграјмо ме, развесели ме. Nina nasviri silno, ej, raspani opa i pa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, raspani opa i pa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Нотарската комора бара да се зголема дел од нотарските тарифи, конкретно најниските тарифи кои, како што истакнуваат нотарите, не се зголемени повеќе од 25 години, за разлика од трошоците во нивната дејност кои постојано растат.
Неминовно е да има измени во дел од нотарските тарифи од причина што се зголемени трошоците. Ќе бараме законски измени за да се надминат проблемите и сме во корелација со владата и со Министерството за правда. Целта е да го најдеме тоа решение и да биде на обострано задоволство и за граѓаните и за нас, да не се оптовари буџетот на граѓаните и да се задржи нотарската професија, изјави председателот на Нотарската комора Методија Ристоски. На брифинг со медиумите, председателот на стручниот совет при комората Маријан Коцевски рече дека во Македонија има најниска нотарска награда во целиот свет. Нотаријатот почна да работи во 1998 година, а претходно заверките на документите се вршеа во судовите и цената беше 100 денари од страница. Заверка на документ од 10 страници чинеше 1000 денари и првата нотарска тарифа беше таква, за заверка 100 денари од страница. На барање на Нотарската комора тарифата се намали, затоа што сваќавме дека тоа е преголем товар за граѓаните во тој период и цената се намали на 100 денари за заверка на договор, колку и да има страници, па и за 100.000 страници. И сега наградата за нотарот за заверка на фотокопија од документ е 100 денари, без разлика на колку страници е, но државата за себе не направи така. Таа си задржа за себе такса од 25 денари за секоја страница, па ние наплатуваме 100 денари за нотарот и по 25 денари такса за државата за секоја страница, рече Коцевски. Тој додаде дека 17 години подоцна таа цена е неодржлива. Например, во Куманово во 1998 година можевте да купите стан од 70 квадрати за 30.000 марки, односно 15.000 евра. Сега можете да ја купите истата квадратура за 120.000 евра, а цената на заверката остана иста. Не е само тоа. Например, наградите за солемнизација на нотарските акти за пренос на недвижен имот во 1998 година чинеа 400 марки за стан од 50 квадрати, а сега наградата е 4600 денари, рече Коцевски. Тој потенцираше дека во изгласаната па укината измена на нотарските тарифи немало огромни скокови на цените како што било предпоставувано. Од Нотарската комора потенцираат дека во Македонија денес има 207 нотари и дека низ годините во континуитет се зголемува нивниот број. Потенцираат дека според законот за нотаријатот треба да има најмалку еден нотар на 20.000 жители, но тој број е поголем. Например, во Куманово, како град со 70.000 жители, треба да има 4 нотари, а има 14. Во Скопје, кое брои 616.000 жители, има 66 нотари, двојно повеќе од законски предвидениот број.
Rakliškite, momi babo, rakliškite, momi. Rakliškite, momi babo, site u bagici. Rakliškite, momi babo, site u bagici. Али Ахмети, Зијадин Села и Арбен Таравари во наредните денови официјално ќе ја потпишат соработката за престојните локални избори со цел апсолутна доминација на политичката сцена. Според информациите до кои дојде порталот Тетова Сот, тројцата албански политички лидери веќе постигнале договор за заеднички настап на локалните избори во октомври. Планот вклучува заеднички кандидати и листи во сите општини, а политичкиот сојуз што го сочинуваат ДУИ, Алијанса на Села и Алијанса на Таравари, е насочен кон обезбедување убедлива победа на Европскиот фронт. Како што објави Тетова Сот, веќе е договорена и поделбата по општини, односно кој политички субјект ќе ги води трките во одредени региони. ДУИ ќе има кандидати во Тетово, Чаир, Кичево, Боговиње, Брвеница, Желино, Студеничани, Липково, Долнени и Чашка, вкупно 10 општини. Алијанса за албанците на Села ќе настапи во Струга, Дебар и Арачиново, 3 општини, а Алијанса за албанците од Таравари ќе ги покрие Гостивар, Врапчиште, Сара и Теарце, или 4 општини. Ова распределба според партиските извори е направена врз основа на резултатите од последните изборни циклуси и проценките за најдобри шанси за победа на терен. Неодамнешните анкети, како што пренесува Тетова Сот, покажуваат дека ново формираниот сојуз би можел да постигне невиден резултат на национално ниво, особено ако дојде до мобилизација на гласачите низ сите општини каде што се кандидираат нивните представници. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Tebe te nosa na venčilo, mene milo libe
nanosilo. Sad ne ti je žalno libe, ama ni za mene. Jazda umram se zaradi tebe. Sad ne ti je žalno libe, ama ni za mene. Jazda umram se zaradi tebe. Tebe ti čuka kapanite, mene milo libe kapanite. Za me ti žalno libe, ama ni za mene. Jazda umram se zaradi tebe. Za me ti žalno libe, ama ni za mene. Jazda umram se zaradi tebe. Твоята майка песни пее, а моята солзи лее. Твоята майка песни пее, а моята солзи лее. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене. Аз да умрам се заради тебе. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене. Аз да умрам се заради тебе. Аз да умрам се заради тебе. Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing.
site porte i zatvoria. Ej, a ti ostala lahkota usta mejana. Pustiti pile, mejanite ile i to vino crveno, a ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Pustiti pile, mejanite ile i to vino crveno, a ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Ej, more Ilija, zašto piješ vino rakija? Ej, ne si bekrija, klejančika da te uzbira. Ej, ile Ilija, site porti i zatvoria. Ej, a ti ostala lahkota usta mejana. Pustiti pile, mejanite ile i to vino crveno, a ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Pustiti pile, mejanite ile i to vino crveno, a ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Pustiti pile, mejanite ile i to vino crveno, a ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Pustiti pile, mejanite ile i to vino crveno, a ja te čekam doma da mi dojdeš do bela meka postela. Председателот на владата Христијан Мицкоски ја критикуваше опозицијската СДСМ, обвинувајќи ја за неконструктивност во процесот на евроинтеграциите и за политичка стратегија која според него води кон самоуништување. Тој изјави дека поради едноцифрениот рейтинг постои реална опасност СДСМ да не опстои последните локални избори. Градиме се, бориме низ целиот свет, а Венко Филипче со една изјава вели: "Јас прифаќам се што ќе ми ставите на маса, само вратете ме на власт." Тоа не е конструктивност, тоа е рушење. Затоа имаат едноцифрен рейтинг и мислам дека постои сериозна опасност дали таа политичка партија ќе продолжи да постои по локалните избори, изјави Мицкоски на новинарско прашање. Не би навлегувал подетално во анализа, но кај него го забележувам предавничкиот, поданички и кодошки однос.
Одговори Мицкоски на прашањето за критиките дека Филипче ги подкопува државните интереси. На прашањето дали изјавите на Филипче за наводна автократија во политиката се точни, Мицкоски одговори: "Мислам дека јавноста тоа го гледа јасно. Тоа е позната стратегија на СДСМ. Тие мислат дека на таков начин ќе добијат нова шанса да ја водат владата, но тоа е стратешки погрешна комуникација. Ако испраќате порака што мнозинството граѓани не ја чувствува, таа порака е за џабе", вели премиерот. Мицкоски додаде дека политиката треба да биде во склад со чувствата и потребите на граѓаните, а не со политички ќорци, како што се изрази тој.
Најдоцна до почетокот на септември сите државни возила ќе добијат таблички во боја, најави директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, додавајќи дека тоа ќе се случи пред локалните избори, што ќе бидат најверојатно околу 15 октомври. МВР веќе има распишано тендерска постапка за набавка на црвена и жолта боја, со која ќе се бележат службените возила, а јавното отворање ќе биде на 25 јуни. На 25 јуни ќе биде јавното отворање на тоа. Се надевам дека ќе имаме фирма која ќе ни ги достави побаруваните бои и ќе добиеме најниска цена и веднаш после завршената постапка ќе донесеме заклучок на влада, односно задолжение за сите државни институции. Тука спаѓаат јавните предпријатија, општините, државните институции, министерствата, владата во рок од 30 денови да ги променат таблиците, објасни Томовски. Промената на таблиците ќе падне на товар на самите институции. Некаде околу 1200 денари е промена на таблици со промена на сообраќајна дозвола, но тоа не е некоја голема финансиска штета за државата, отколку што може да се заштеди и да излеземе сериозни кон граѓаните, вели тој. Државата нема регистар на службени возила, па така од анализата на Созара се работи за околу 7000 возила, од кои веројатно 1000 ќе се исклучат од безбедносни причини, МВР, рама и така натаму. Втората работа што се планира, како што кажа Томовски, е да се објави јавен телефонски број и мејл адреса, каде граѓаните ќе можат да пријавуваат злоупотреба. Не знам какви се законските одредби, дали ќе може тие луѓе да се казнуваат, но во најмала рака ќе подлежат на јавна критика и не верувам дека би го повториле тоа дело, рече директорот на Созара. На истиот принцип, како што се прави регистар на службени државни возила, се прави и регистар на државни објекти, на што работи вице-премиерот Арбен Фетаи. Целта ни е да ги фузираме овие два регистри и да имаме еден регистар во државата и за имоти и за возила, рече Томовски. Тој исто така рече дека овој буџет не дозволува набавка на нов владин авион, иако на државата и треба поголем ваков авион. Според него тоа не е луксус, туку потреба на една држава. Ти пред мене, ова машко срце ќе ми застане. Ех, со тоа тело како змија прдиш, леле Боже мајко, ќе ме полудиш. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. И јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Кажи барем дали се милувани. Ех, тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се ветени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам.
si moja, samo moja, tvoj pogled koja mi doveduva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled koja mi doveduva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Samo moja, tvoj pogled koja mi doveduva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled koja mi doveduva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. I tvoj do srce ke go ukradam. Почитувани, дојдовме до крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално ќе завршиме со катчето за најмладите. Овој пат со приказната Девојчето со кибритчиња. Ви посакувам пријатен ден. Девојчето со кибритчиња. Колку ли беше ладно таа вечер. Врнеше снег, а ноќта надоаѓаше. Беше тоа вечер наспроти Нова година. Во тоа ладно и темно доба, по улиците талкаше едно малечко сиромашно девојче. Гологлаво и босоного. Да, таа од дома беше излегла обуена, но како да се оди во огромни чевли. Тие чевли беше ги носела незината мајка. Ете колку беа големи. И девојчето токму тој ден ја имаше изгубено едната, додека трчеше по патот, исплашена од две кочии кои беа во итаница. Па така едната чевла не ја најде, а другата пак ја зеде едно момче кое рече дека од неа ќе биде многу добра лулка за неговите идни деца. И така девојчето шеташе боса, а незините ноџиња и беа поцрвенети и посинети од студот. Во джебот на незиниот стар скутник имаше неколку кутии влажни кибрити, а една кутија држеше врака. Цел ден таа не беше продала ниту едно чкорче, а никој не и ни подаде барем грош. Таа талкаше гладна и измрзната. Изнамачена беше кутрата. Снегулките се вплеткуваа на незините долги руси локни, кои убаво паѓаа по незините плеки. Но таа воопшто не ни забележуваше дека се убави. Од сите прозорци се изливаше светлина. Улиците беа исполнети со вкусен мирис на печена гуска. Се чекаше новата година. Ете на што мислеше таа. На крајот, девојчето најде едно ќоше покрај една куќа. Таа седна тука и се стутули, подвиткувајќи ги нозете под себе. Но и стане уште поладно, а не смееше да се врати дома. Таа немаше продадено ниту едно чкорче. Немаше заработено ни грош, а знаеше дека за тоа ќе добие ќотек од таткој. Згора на тоа размислуваше дека и дома ќе и биде ладно. Тие живееја на чардак каде завиваше ветерот, иако големите дупки во зидот беа затворени со сено и со партали. Незините рачиња беа сосема вкочанети. Ах, како ли би ги згреал огнецот од едно мало чкорче. Само кога би смеела да извади едно чкорче, да го чкрапне од зидот и да си ги загрее прстињата. Девојчето со страв
извади едно чкорче и чкрап. Чкорчето заискре и се разгоре. Девојчето го прикри со раката, а чкорчето почна да гори со рамномерен пламен, исто како светичка. Прекрасна светја. На девојчето му се стори како да седи пред голема железна печка со блескави бакарни топчиња и вратички. Колку прекрасно гори во неа огнот, колку е топло од него. Што е тоа? Девојчето ги испружи нозете кон огнот за да ги згрее. И одеднаш пламенот згасна. Печката исчезна. А во рацете на девојчето остана изгореното чкорче. Таа чкрапна уште едно чкорче. Тоа се разгоре, засвете и кога блескотот од него падна на зидот, тој стана прозрачен, како муслин. Девојчето виде соба, а во неа маса покриена со бело снежен чаршаф, на кој беа поставени садови од скап порцелан. На масата се ширеше чудесна арома. Беше поставена чинија со печена гуска со прелив од мудри сливи и јаболка. Најчудесно беше тоа што гуската одеднаш скокна од масата, со севљушката и ножот в грб и се стркала кон подот. Одеше таа право кон кутрото девојче. Но чкорчето се изгасна и пред сиротицата повторно се појави непробојниот, ладен и влажен зид. Девојчето запали уште едно чкорче. Сега таа седеше пред раскошна новогодишна елка. Таа елка беше многу повисока и поукрасена отколку онаа што имаше видено додека дзиркаше низ прозорецот од куќата на еден богат трговец. Илјадници свекички се разгореа на зелените гранки, а шарените цртежи со кои ги украсуваат излозите на продавниците гледаа на девојчето. Маличката ги подаде рацете кон нив, но чкорчето згасна. Огинчињата почнаа да се оддалечуваат и станаа јасни ѕвезди. Една од нив падна од небото, оставајќи зад себе долга огнена трага. Некој умрел, си помисли девојчето, зашто незината баба, која неодамна беше починала и која ја сакаше најмногу на светот, неколку пати имаше кажано: кога паѓа ѕвезда, нечија душа одлетува кон Бога. Девојчето одново чкрапна чкорче од зидот и во тој момент се околу неа се осветли, а во таа светлина девојчето ја виде баба си, толку мирна и светла, толку добра и мила. Бабо, извика девојчето, земи ме со тебе. Знам дека ќе заминеш кога чкорчето ќе се изгасне, исто како топлата печка, како вкусната печена гуска и чудесната голема елка. Таа на брзина ги чкрапна сите чкорчиња што и беа останале во кутивчето. Ете колку сакаше да ја задржи баба си. Чкорчињата засветеа со таква заслепувачка светлина, што стана посветло отколку кога е ден. Баба и додека беше жива никогаш не била толку убава, толку величествена. Таа го фати девојчето за рака и облеани со светлина и со радост, двете се вознесоа високо, високо, онаму каде не постои ниту глад, ниту студ, ниту здрав. Тие се вознесоа кон Бога. Во ладното утро го најдоа девојчето пред куќата, на незините образи играше црвенилото, на усните имаше насмевка, но тоа беше мртво. Тоа замрзна на последната вечер од старата година. Новогодишното сонце го осветли мртвото телце на девојчето со кибритчиња. Таа ја беше изгорела, речиси, сета кутија. Девојчето сакало да се згрее, велеа луѓето, и никој не знаеше какви чудеса таа виде, во каква убавина таа и баба ѝ ја дочекаа новата година. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.